Клиничката болница доктор Трифон Пановски во Битола ќе го добие сјајот кој го заслужува и ќе биде центар каков што заслужува овој град, рече денеска Гоце Чакаровски, кој првпат во служба на заменик министер за здравство ја посети битолската болница. Во наредниот период ќе работиме на масовно опремување на болницата со нова апаратура, а олеснување за граѓаните ќе биде тоа што доктори од Скопје овде ќе изведуваат операции. Значи, јас во преговори сум со клиниката за неврохирургија, сигурно знаете дека и таму е директор битолченец, и во клиниката за офталмологија. Значи, професорот Дума и доктор Владе Рендевски од неврохирургија изразија желба со тимој да дојдат и пациентите од Битола да ги оперират тука. Владе Рендевски изминатата недела беше тука, виде што му треба да опрема, се надевам брзо ќе ја набавиме, а мислам дека на офталмологија има и треба да разговараме и со колегите од очното оделение, дали има потреба, дали има пациенти, дали можат тие, се ево согласно со колегите и со одделите. Меѓутоа, од клиниките во Скопје постои расположение пациентите да не се малтретират. Најголем проблем со кој се соочува клиничката болница во Битола е недостигот на кадар, рече Чакаровски. На овој проблем ќе се посветиме и се надевам дека голем број од докторите кои се од Битола а работат во Скопје ќе успееме да ги вратиме овде. Рак раната на Битолската болница се кадрите. Знаете дека немаме доволно доктори, немаме доволно медицински сестри, акушерки, помошен медицински персонал. Се надевам дека после завршувањето на локалните избори, со проекцијата со новото раководство, ќе направиме колку од тој помошен персонал му е потребен на болницата, за да може да се вработат нови медицински сестри, а сигурно мислам дека и сите невработени доктори во општина Битола ќе пробаме да ги вработиме, истовремено да разговараме со нив, да добијат специјализација за одредени специјалности кои се кусок во болницата. Битола заслужува да има современо здравство. Заменик министерот за здравство Чакаровски рече дека најмногу потреба во моментот има од неонатолози, патолози, гинеколози и медицински сестри, а најави и дека ќе почне да се работи на подобрување на условите во болницата.